Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник обработуваме повеќе области: политика, економија, култура, живот. Што се ќе погледнете, останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Дали комбинатот за фероникел Фини Индустри ќе оди во стечај или не? Европската недела на мобилност има за цел да се подигне свеста за потребата од здрави навики за здрав живот. Според најновите податоци, 272 лица загинаа во земјотресот во Мексико. Најмногу жртви има во главниот град. Дали комбинатот за фероникел Фини Индустри ќе оди во стечај или не, е прашање на кое деновиве се шпекулира низ кавадарци. Од соопштението кое се појави на интернет од фабриката велат дека сметките остануваат блокирани и тоа им создава дополнителни проблеми. Кавадарчани стравуваат, доколку фабриката би се затворила, тоа би било огромна штета за фамилиите кои екзистираат од Фени, но и за намалување на економскиот раст и развој на градот. Од владата пак смируваат, велат работите ќе се средат и комбинатот ќе работи. Веќе неколку дена во кавадарци се шпекулира околу затворањето на комбинатот за фероникел Фини Индустри. Во прашање е доведена екзистенцијата на неколку илјади кавадарчани со тоа што во фабриката работат 830 работници. За сега сметките на Фени остануваат блокирани. На интернет веќе се појави соопштението од фабриката, преку кое тие признаваат дека сега имаат дополнителни проблеми со дневните плаќања и кон други доверители, добавувачи, банки и компании кои ги снабдувале со руда, што довело и до тоа некои од нив да покренат извршни постапки. Граѓаните пак велат дека со затворањето на фабриката штетата би била голема, како за семејствата кои екзистираат од фабриката, така и за економскиот раст и развој на градот. Сиромаштија, што може да значи друго. Кога ќе испушта толку народ без плата, се знае што може да значи. Стварно тешко ќе биде. Има 800 вработени, има таму, така мислам, некако не сум сигурно, али тука некаде се тешко ќе биде тоа, негде околу 3000 семејства значи остануваат без екзистенција. За кавадарци тешка работа ќе биде. Многу тешка, ради тоа што таму има, ако не се лажам, повеќе од 900 души ќе работат. Ако се ударе пута 4, тоа е една позамашна сума, мислам позамашна бројка на луѓе, а за економскиот развој у градот е голема штета. Треба да се изнајде начин, модус да се спрече тоа, да ете држава, таму менаџерски тим кој ги има како нека регулират, за секој случај лошо за градот. Што ќе значи? Не е убаво. Ако се затворя, але фамилии ќе останат без работа. Треба да работи, ја мислам. Треба. Не убава работа за сите. Над 1000 луѓе, тоа се доста фамилии, не убава работа. До кого е винта, никој не знае да ти каже. Штета ќе биде да затвори Фени, разбираш? Арно, ама од Фени многу души се разболеа. Кавадарчани поделени околу мислењата за загадувањето. Некои сметаат дека загадувањето ќе се намали и обвинуваат дека кавадарци е меѓу првите градови во земјава според бројот на заболени од карцином. Други пак велат дека загадување и воопшто немало, а прашината од фабриката не била штетна. Тешко за кавадарци со тоа Фени. Многу еве да ти кажам, и во карциномот се јави у кавадарци е најмногу, дали знаете ви? Тоа го имате ли слушнато ви? Тоа го слушам јас дека опасна работа. Ја мислам дека и сега моментално, дека загадувањето е сведено на еден мал процент, ради тоа што нема загадување. Може би порано и мало, меѓутоа имам некоја сознание дека имат филтри поставено и дека тие филтри моментално како се користат, загадувањето е сведено на минимум. Слушај, према мене, јас од таму работев. Мислам, ти не смета многу. Не смета. Ја колку што сум бил во прашина, па фала Богу, още ме држи здравјето. 20 години таму работев. Не знам што да речем. Никакви проблеми, никакви. Добро, треба да се среда таа работа. Треба филтри таму да стават и билки ќе го сторат и тоа. Навечер пуштат
Деј го нема тоа. Највеќе сето небо е однодено црвено и некои гумиси таму, некои штетни работи пушат и народот се разболе. Оно штета е за кавадарци, разбираш, да затворе арно, ама здравјето од се поважно и од Фени и од се. Иако стравот е многу голем, сепак од владата смируваат, комбинатот нема да се затвори, работите ќе се средат, а работниците ќе останат на своите работни места. Иако тоа е агонија, колку долго ќе останат на своите позиции, ако во моментов нема производство и печката се одржува на минимум. Во понеделник на 25 септември почнува изборната кампања за локалните избори што треба да се одржат на 15 октомври годинава. Кампањата за првиот изборен круг завршува на 13 октомври во 24 часот. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени отпечатен во вид на извод, Државната изборна комисија го заклучува најдоцна до 24 септември. Деко потпишува избирачкиот список и изводите од него најдоцна до 29 септември. На 25 септември во понеделник почнува изборната кампања за локалните избори кои треба да се одржат на 15 октомври. Истата за првиот изборен круг завршува на 13 октомври во 24 часот. Најдоцна до 24 септември Државната изборна комисија го заклучува избирачкиот список во кој се извршени сите промени, отпечатен во вид на изводи, а го потпишува најдоцна до 29 септември. Редоследот во единствената листа на кандидати на гласачките ливчиња беше утврден со жребка во Државната изборна комисија. Листи со кандидати за градоначалници и за советници имаат поднесено 19 партии и коалиции, а 64 се од групи избирачи. Листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за градоначалник, кои се поднесени од ист подносител, ќе имаат ист реден број во сите општини. Во општината каде што нема свој представник со одветниот број на подносителот, ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место. Шестите локални избори во Македонија се закажани за 15 октомври, а ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Вториот круг од изборите е закажан за 2 недели подоцна, на 29 октомври. Изборната кампања за вториот круг завршува на 27 октомври во 24 часот. Информативната редакција на К1 телевизија на предстојните избори ќе ги следи настаните на учесниците на политичките субјекти и независните кандидати во согласност со своите можности. Меѓу другото, К1 телевизија на учесниците на предстојните локални избори им ги нуди своите услуги за политичко рекламирање. На престојните локални избори К1 телевизија на учесниците, политичките партии, коалициите и независните кандидати им ги нуди своите услуги за политичко рекламирање. Цените за сите учесници на изборите се исти. Понудите се поделени на 3 термини и тоа од 8 до 17 часот. Цената на чинење на 1 секунда е 12,50 денари. Во период од 17 до 24 часот 1 секунда чини 15,50 денари и од 24 до 08 часот 1 секунда чини 9,50 денари. Во цената не е пресметан данокот на додадена вредност и истиот паѓа на терет на нарачателот. Инаку информативната редакција на К1 телевизија ќе ги следи настаните на учесниците на политичките субјекти и независните кандидати на овие локални избори во согласно со своите можности. Од истите ќе се подготвуваат стандардни новинарски прилози, кои ќе бидат емитувани во редовните информативни содржини на програмата на К1 телевизија. За 4 години во детската градинка Димче Мирчев инвестирани се околу 12 милиони 500 илјади денари. Истакна на денешната пресконференција Маја Јовановска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес, осврнувајќи се на досега реализираните проекти од страна на локалната самоуправа.
Отчетност е она по што се разликува ВМРО ДПМН од останатите партии, вели Маја Јовановска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес пред 4 години во програмата на градоначалникот Славчо Чадиев и на ВМРО ДПМН. Таа вели дека тие ветиле подобрување на условите во детската градинка. Денес од ова место кажуваме дека ветеното е реализирано, вели Јовановска. Поставена е целосно нова термоизолациона фасада во 5 вкупно 6 објекти или клонови. Проект за кој општината обезбеди средства преку програмата ИПА на Европската Унија и која овозможи значително да се подобрат условите за учење на нашите најмлади, а истовремено се намали и трошоците за набавка на нафта за загревање на градинките. Уредени се сите дворови во градинките. Во изминатите 4 години ВМРО ДПМН, вели Јовановска, покажа што значи грижа за најмладите. Во детската градинка вкупната инвестиција достигна на 12 милиони и 500 илјади денари. Покрај овие инвестиции, ќе споменеме изградбата на целосно нов објект, нова детска градинка во село Караслари, која представува прва градинка во рурална средина во општина Велес. Резултатот од овие инвестиции е јасен. Подобри услови за престој, подобри услови за настава, подобри услови за нашите деца, подобри услови кои значат и поквалитетен систем за згрижување на децата од предучилишна возраст. Јовановска вели дека за ВМРО ДПМН и понатаму најголема вредност во политиката ќе биде дадените ветувања пред избори да се одржуваат. Таа вели дека вредноста во политиката не треба да биде она што политичарите ќе го кажат, туку тоа што тие ќе го направат. Ветиниот проект Затворен пазар не реализиран. Ова се обвинувањата кои денеска ги упати Општинската организација на СДСМ Велес на сметка на градоначалникот. Кај побара став од Општината за ваквите обвинувања. Од таму велат: покриениот градски пазар е голем проект и потребна е добра подготовка за негова изградба. Согласно програмата и динамиката, истиот беше предвиден за изградба во последната година од мандатот на градоначалникот Славчо Чадиев. Општинската организација на СДСМ го обвини градоначалникот Славчо Чадиев дека иако ветил, не го реализирал проектот Затворен пазар, кој треба да ги задоволи потребите на земјоделците кои си ги продаваат своите земјоделски производи, фармерите, трговците и купувачите. Чадиев има одговорност пред Велешани за тоа што не го реализирал своето ветување. Граѓаните што гласале за него се измамени и ниту еден изговор не ќе биде доволен на Чадиев да се оправда за неоствареното. Ова е уште еден пример на неостварено и нереализирано ветување на Чадиев кон Велешани. Општина Велес испрати писмена реакција на пресот на СДСМ во која пишува: покриениот градски пазар, кој ќе значи подобри услови за продавачите на тезги и за купувачите, ќе се гради. Покриениот градски пазар е голем проект и потребна е добра подготовка за негова изградба. Согласно програмата и динамиката, истиот беше предвиден за изградба во последната година од мандатот на градоначалникот Чадиев. Предходно општинските служби, повеќе од година и половина, ја комплетираа целокупната документација како и идејното решение, основниот проект, одобрението за градба и слично. Поради политичката ситуација се пролонгираа работите, но сепак на 25 август се одржа јавно наддавање за избор на фирма најповолен понудувач која ќе реализира првата фаза од проектот, покриен градски пазар. Избрана е компанијата која за 10,5 милиони денари ќе ја заврши првата фаза, се вели во реакцијата на општина Велес. Општина Велес по пети пат се вклучува во одбележување на Европската неделна мобилност. Целта е да се прати порака за различни начини на мобилност во урбаните средини. Символично насекаде во светот и денеска во Општина Велес една сообраќајница беше затворена за сообраќај во време трајање од 1 час. Општина Велес во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање по петти пат ја организира активноста Европска недела на мобилност. Истата се реализира во целиот свет,
при што една или повеќе улици се затвораат за да се вози велосипед или да се пешачи. По тој повод Општина Велест активно се вклучи и организира настан кој што е посветен на одржливоста на мобилноста во урбаните средини, конкретно во град Велес, кога традиционално кај нас и во светот се затвора за сообраќај една или повеќе фреквентни улици, сообраќајници кои се резервираат за велосипедисти, пешаци, за јавен транспорт. Во овој настан се вклучени сите ученици од општинските основни и средни училишта. Целта е да се подигне свеста за намалување на загадувањето на животната средина и создавање навика за возење и пешачење. Започна подготовката на представата за деца Волшебникот од Оз. Артистите во Народниот театар Джинот веќе започнаа со пробите и интензивно се подготвуваат за поставка на представата, која ќе биде вистински предизвик за нив, а задоволство за најмладите. Режисер на истата е Александар Ивановски. Во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот започнаа пробите за представата за деца Волшебникот од Оз по драматизација на Катерина Момева, а во режија на Александар Ивановски. Продукцијата е на Велешки театар. Во истата учествуваат вработените во овој театар, а истата се подготвува со сопствени средства на оваа установа. Тоа е представа која што одамна сакаме да се посветиме и јас и драматургот Момева, така што конечно сега имаме можност и да се обратиме и на велешката детска публика, апсолутно запоставена последниве години, мислам некои спорадични активности се правеа, да, меѓутоа не доволно систематски, според мене. Меѓутоа сега тоа ќе се смени со зачестеноста на проектите, ако ништо друго. Па ќе можеме да воспоставиме една таква детска театарска култура во градот. Премиерната изведба е закажана за 25 октомври. Од управата на Велешкиот театар за наредната година најавија продукција на 2 нови детски представи. Од 28 септември до 4 октомври ќе се одржува 42-тиот фестивал Млад отворен театар. На програмата се предвидени 18 представи. Годинишниот Млад отворен театар ќе заврши на 4 октомври со српско-холандската копродукција Не се срамам од моето комунистичко минато. Представите ќе се изведуваат од 18, 20 и 22 часот на сцената на Младинскиот културен центар, како и во Младинскиот народен театар, театар комедија, кинокултура, Македонската опера и балет, детски театарски центар и мала сцена. Придружната програма ќе опфати неколку работилници, предавања и концерти, како и промоција на книгата Филозофија на Паланка на Радомир Константиновиќ. Продолжуваме со вести од Македонија. Премиерот на Република Македонија Зоран Заев оствари средба со премиерот на Кралството Белгија Шарлс Мишел. На средбата се разговараше со билатералната соработка. Белгискиот премиер Мишел додаде дека определеноста кон реформи согласно европските стандарди и добрососедските односи кон кои што видливо е определена владата на Република Македонија придонесуваат во остварувањето на овие 2 стратешки цели на државата. Низ реформскиот процес преточен во планот 369 и иницијативноста за активна регионална и меѓународна соработка со пријателите на Македонија, отвараме можности и ги охрабруваме домашните и странските инвеститори да инвестираат во Македонија. Тоа сметаме дека ќе придонесе кон економскиот развој, како и кон реализација на аспирациите за членство во Европската унија и НАТО, рече премиерот Заев. Премиерот Заев соопшти дека ваквите принципиелни политики на владата Република Македонија со право очекува тргање на условеноста на препораката за ЕУ, а потоа и датум за преговори, како и покана за членство во НАТО. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека СДС за 3,5 месеци откако е на власт нема направено ништо во македонскиот здравствен систем од кој граѓаните би имале некаква корист. СДС и Зоран Заев свесно ја прекинаа изградбата на клиничкиот центар, еден од најголемите капитални проекти во здравството, за кои ВМРО ДПМН обезбеди средства од Европската централна банка. Се беше подготвено само да се почне да се гради. Беше изработен проект, беа обезбедени средства. Но СДС и Зоран Заев го попречија и го блокираа и овој проект, нанесувајќи огромна штета на граѓаните.
Недозволиво и неодговорно е да се оспорува еден готов проект кој чини 70 милиони евра за да најави нов, за чија реализација ќе треба да се чека најмалку 10 години. Ова е уште еден доказ дека владата на СДС и ЗАЕВ не работи буквално ништо, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. За 3,5 месеци граѓаните од владата на ЗАЕВ и СДС не видоа ниту еден единствен реален проект за подобрување и подигнување на квалитетот и стандардот во македонското здравство, освен креирање на лудило, хаос и безредие, порачуваат од ВМРО ДПМНЕ. Стотици луѓе се евакуирани од островот Гран Канарија во Шпанија поради голем шумски пожар, јавија локалните медиуми. Пожарот зафатил површина од 2700 хектари. Во гаснењето се вклучени најмалку 300 пожарникари. Од почетокот на годината до 10 септември пожарите во Шпанија уништија околу 10.000 хектари шумски масиви. Вести од светот во продолжение. Најновите податоци говорат дека во земјотресот во Мексико загинаа 272 лица. Најмногу жртви има во главниот град 137, во државата Морелос загинаа 73, во Пуебла 43, во државата Мексико 13. Мексиканските власти ја демантираа информацијата дека има живо девојче под урнатините на училиштето Енрике Репсамен, што се урнава од катастрофалниот земјотрес во вторникот. Сигурни сме дека сите деца од училиштето или се спасени, или загинати, или се во болница, изјавил заменик министерот на морнарицата Анхел Енрике Сармиенто, раководител на спасувачките операции. Тој рекол дека 11 деца биле спасени од урнатите згради, загинале 19 деца и 6 возрастни. Турција ќе распореди војници во северната сириска провинција Идлиб како дел од минатомесечниот договор со Русија за деескалација, изјавил турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Тој појаснил дека зоните за деескалација во Сирија, утврдени преку договорот меѓу Турција, Русија и Иран, ќе бидат предмет на поделни разговори со рускиот председател Владимир Путин за време на неговата посета на Анкара следната недела, пренесе БТА. Договорот за деескалација е една ветувачка идеја, според која русите ја овозможуваат безбедноста надвор од Идлиб, а Турција ќе се грижи за сигурноста во Идлиб, истакнал турскиот председател. Последниот работен ден од оваа недела имаме променливо облачно и свежо време со умерен до заселен северо-западен ветар, кој повеќе е изразен во источните делови. Минималната температура се движи во интервал од 2 до 12 степени, а максималната од 14 до 23 степени. За време на викендот ќе има преодно стабилизирање со свежи утра и нешто потопло преку ден, но влажен бран се очекува во понеделник. Метеоинформациите се последни во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас. Останете понатаму со програмата на К1. Пријатно!